Божидар е првото име што почнало да го гради дрвото на животот. Пред 4 години млада жена од внатрешноста отфрлена од семејството и околината. Била пред тежок животен предизвик. Дали да го абортира плодот што го носи. Сите ја осудували и единствено место за поддршка пронашла во советувалиштето Лидија Срце што чука. Ја донела вистинската одлука и наскоро нејзиниот син ке слави роден ден. Од тогаш до денес со совети и поддршка од стручни лица. Оваа невладина организација помогнала наместо абортус да бидат родени и близнаците Јана и Илина, Марија, Дарио и уште 40 на дечиња. Околу 40 на бебиња кои што се спасени од абортус, за кои што ние знаеме, и веројатно уште барем толку за кои што не знаеме, затоа што мајките воопшто не се појавиле на закажаниот термин за абортус, ниту пак после некој одредено време. Имаме две, немаме услови да одгледуваме трето дете. Семејството ќе ме избрака од дома доколку станам самохрана мајка. Ова се најчестите причини кои ги слушаат во советувалиштето. Вела дека не ги присилуваат нивните клиенти за одлуката што ќе ја донесат, но им укажуваат на предностите од давањето на нов живот, но и последиците од абортусот. Не знаат за емоционалните последици, психолошките последици, физичките последици кои што можат да настанат при самата процедура. Еден од најголемите проблеми кои што се јавува после абортус е и самиот стерилитет. Ние во тие моменти се обидуваме да бидеме поддршка, сепак и даваме до знаење на мајката дека иако се одлучи за абортус, може да дојде во било кое време да разговара со нас. Од невладината организација се во постојана комуникација со речиси сите мајки и брачни парови кои поминале кај нив. Ова е нашето дрво на животот и ова сите се имиња на бебиња кои што се спасени од абортус и се родени. Ова не им се нивните вистински имиња затоа што пред се ние нудиме доверливост овде и сакаме да го заштитиме идентитетот и на самите бебиња и на самата мајка. Јовановска вели дека треба да бидат разбиени предрасудите за самохраните мајки кои достоинствено ги одгледуваат нивните деца. Правото на живот е најголемата придобивка. Застрашувачки се податоците со кои што располага невладината Лидија Срце што чука. Од 1972 до 2014 во нашата држава биле направени 1.250.000 абортуси. Абортусот во државата не е забранет. Но после 12-тата недела жената законски мора да помине на комисија и има рок од 3 дена да ја донесе одлуката.